На владата господин Зоран Заев, почитуван подпредседател на владата господин Оливер Спасовски, почитуван директоре на Царинската управа Ѓоко Танасовски, индеруар завентас ретор и Доганавата република Македонија Севериот Ирфан Бучи, почитувани министри во владата на Република Северна Македонија и други владини институции, Honorable Excellencies, почитувани дами и господа, почитувани представници од деловната заедница, почитувани медиуми, тендеруар Топраниша. Чест ми е што сум присутна овде, заедно да го одбележиме Денот на царината. Креирањето на поволна бизнис клима е клучно за економскиот развој. Нашата работа е да обезбедиме безбеден, праведен и одржив систем. Тука една од главните улоги ги има Царинската управа. Праксата во меѓународните рамки покажува дека царината може да овозможи постабилен бизнисна клима преку рационализирање на постапките, справување со корупцијата, подобрување на интегритетот и олеснување на прекограничното движење на стоки. Една од основните функции на Царинската управа е и зачувување на финансиските интереси на државата. И ова функција Царинската управа успешно ја реализира. Во 2018 година вкупните приходи се за 11% поголеми од наплатата што ги реализира од Царинската управа. Нашата заложба е негување и унапредување на односите со деловната заедница. Во таа насока ги подобруваме услугите за компаниите. Тука би ја истакнала важноста на интегрираниот систем за обработка на царинските декларации, како дел од подготовките за влез во Европската Унија. Целта е поедноставување и рационализирање на сите царински процеси и постапки преку имплементирање на електронска бесхартиена околина во Царинската управа, интегрирање во системите на Европската Унија. Системот ќе почне да се применува во сите царински испостапи во земјата од средината на оваа година. Сите документи ќе се поднесат електронски од било која точка во било која царинска испостава. На овој начин значително се скратуваат трошоците за фирмите и се намалува времето во подготовка и поднесување на документите. Важно е да ги спомнам и веќе реализираните проекти, кои се финансирани со поддршка од Европската Унија и од USAID или Соединетите Американски држави. Преку Министерството за финансии, од инструментот на ИПА, минатата година го пуштивме граничниот премин за патен промет Табановце. На крајот на 2018 година заврши и проектот за реконструкција на објектите за царирање и инспекција на граничниот премин за патен промет Ќафасан. Со реконструкцијата на преминот, односно изградбата на нов царински терминал, како и современи објекти и царински формалности и инспекции на пратките, долж пан-европскиот коридор 8, се создават услови за натамошно забрзување на прекограничниот промет. Ова е важно, затоа што царината е меѓу првите институции со кои доаѓате во контакт со државата и таа дава слика за тоа како функционира системот и институциите. Ќе спомнам уште еден многу важен проект. Царинската управа во соработка со USAID за регионален економски раст, Regional Economic Growth Project, го воведе концептот на овластен економски оператор во Република Северна Македонија и неговото значење за економските оператори. Да бидеш овластен економски оператор е клучна активност, што се предвидува и во повеќегодишниот акцијски план за регионална економска интеграција на земјите од Западен Балкан, усвоен и во самитот на Трст. Затоа Министерството за финансии преку Царинската управа ги охрабрува домашните компании да се здобијат за статус на овластен економски оператор со цел да може да се вклучат во регионалните синџири за снабдување во рамките на ЦЕФТА и да ги искористат придобивките и поволностите со можноста за заемно признавање на одобрениот статус што ни престои. Стекнувањето на статус овластен економски оператор представува цертифицирање на трговското друштво како сигурен и безбеден партнер на Царинската управа, но пред се сигурен и безбеден партнер на меѓународниот и регионалниот синџир за снабдување. Исто така, би сакала, почитувани представници, Министерството за финансии, Царинската управа ќе продолжат во спроведувањето на реформите во овој сектор.
Само заедно ќе можеме да одговориме на новите предизвици што ни престојат. И како тоа да бидеме во брза глобализација на трговијата и финансискиот систем. Модерната дигитализирана царинска управа ќе ги подобри трговијата и транспортот, а со тоа и нашата економија во целост. За крај, уште еднаш го честитам празникот на вработените на Царинската управа со порака заедно да продолжиме во креирање на европскиот систем за јавни финансии. Ви благодарам.